Од 5 до 10% цената на струјата ќе биде пониска идната година, најави премиерот Христијан Мицкоски, образложувајќи ги новите енергетски потенцијали на државата од природни ресурси. Ние сега практично ги подготвуваме сите индикатори за да можат они на крајот на годината да го распишат огласот и веќе за следната година да обезбедиме, можеби еден од ретките случаи ќе биде во Европа, ако не е единствен, каде што граѓаните би добиле до 5% пониска, а можеби и повеќе пониска цена на електричната енергија. Тоа ќе биде нешто што досега не се случило, да ги искористиме поволностите на обновливите извори на енергија, тоа е сонцето, и во тој микс во текот на целата година да обезбедиме просечна цена на електричната енергија која што, јас сум умерен оптимист, би била 5 до 10% поевтина од сегашната. Но ајде да видиме како сето тоа ќе го операционализираме. Мицкоски најави дека за прв пат државата ќе биде нето извозник на струја. Нашата цел е да оваа година за прв пат бидеме на крајот од годината нето извозник на електрична енергија и мислам дека тоа ќе го постигнеме. Добро е што и државната ЕСМ се консолидира и во првиот квартал, или да бидам попрецизен, очекувам во првата половина од годината за прв пат да имаме позитивни резултати од оние 150 милиони евра загуба што ги наследивме, да имаме, мојата прогноза е меѓу 6-7 милиони евра добивка, ќе видиме. Консолидирани се акумулациите. Голем дел од проектите кои се од обновливи извори веќе се завршени. Голем дел од проектите се веќе во фаза на реализација. Мандатот го започнавме со еден голем проект, тоа е ветерниот парк, кој што се протега помеѓу 3 општини Радовиш, Штип и Карбенци. Веќе теренските активности се почнати. Ценам дека овој месец јуни ќе ве поканиме да бидете присутни и таму на терен, да гледате како тој проект се развива. Финансиската конструкција е завршена, отприлика околу половина милиарда долари. И она кое што го работиме со истоти инвеститори е уште еден таков сличен проект, да имаме таква инвестиција во североисточниот дел на земјата со отприлика слична инвестициска активност од околу половина милиарда долари.